Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистини. Вечерва со Столе Наумов добро вечер, Љубиша Николовски, Сафет Бишевац и Богдан Илиевски. Здраво живо. Четворица новинари, еден и поранешен пратеник, секогаш се најлесни емисиите со новинарите, така покажал досегашната историја. Овој факт не го дочекавте со воодушевување, меѓутоа ќе продолжам. Ти може да си отвори само тема и ние ќе се збориме. Да, што, не си покренул иден пратеник. Како? Не си покренул иден пратеник. Минатото вели дека сум поканен. Океј, значи сакам да започнеме со реконструкцијата на владата и анализа на владата, веќе од средина на мандат е владата на ВМРО да помане дали господин Столе Наумов, како новинар кој што ги прати процесите, може би малце подобро или пооптимистички живее после 2 години влада на ВМРО да помане. Со мене почнеш, требаше Сафет се подготвил, има напишено 3 страни има. Требаше. Имаме време. Кој ќе одмара, Жешко е. Кој ќе правите пауза? Дефокус ти прави, сега видио како. Да. Ја брани влада, биди критички. Да, после епохалната информација дека е Жешко е да знаат гледачите, сега да продолжиме со тема. После тоа што е епохално да кажам. Види вака, прво, да сега да зборувам за пред да кажам, мислење за реконструкцијата, за реконструкција на системот, на политичкиот систем, на бројките. Генерално сите зборуваат, поготово по малите партии, за рационализација на трошоците, администрацијата, но и на бројот на функционери, парламентарниот состав, бројката, нели? Имаме држави кои се како нас, многу побогати, по територија и население се речи се исти, а имаат 90 пратеници, имаат 15 министерства. Кај нас сите доаѓаат на тој бран. Ке рационализираме, наместо намалување на бројот на министерствата, ние имаме зголемување на бројот на министерствата. Очигледно, многу партии, многу апетити, потребни се тие функции, макар и фантомски некојаш невидливи, за да се задоволат апетитите во тој изборен плен за тие што влегуваат во власта. Значи, сакам да кажам дека треба малку похрабро во наредниот период да влезат сите политички чинители за да направат трес во тој поглед. 90 не е лошо да биде македонскиот парламент. 14-15 ја би бил уште порадикален, 9-10. Од партиска перспектива мислите дека има... Па реков јас дека кои се причините зашто не или не знам што. Меѓутоа, генерално види, мислам дека има дефицит на пазарот на кадри. Има луѓе веќе, и тоа е добро, кои што не сакаат, не прифаќаат така лесно да влезат во политика, да добијат некоја функција или така натаму, ако немаат одврзани раце, ако не сакаат да бидат лесно потрошени. Така да се гледа тоа и по составот на последните влади, или луѓето не сакаат да прифаќаат, или пак држи до некаде и тоа. Политичарите, оние лидери кои што ги водат партиите, не сакаат луѓе кои што повеќе обожаваат околу себе да имаат медиокритети кои што ќе бидат безпоговорно послушни, некој што ќе им каже во лице, ќе каже став, ќе покаже интегритет и така натаму. Околу владата. Те молам само малце погласно за тоа што околу владата, реконструкцијата. Самото тоа што има реконструкција зборува за тоа колку била квалитетна владата во изминатите 2 години. Секоја реконструкција се случува заради нешто што не одело. Макар што некој може да го објасни тоа дека еве, освежување е потребно. Генерално за оваа влада од еве новинарски агол ќе кажам, многу невидливи имаше. Буквално невидливи министри. Нас да не праша се, нема ти текне името на министерот за социјални работи и демографија. Труд отиде во економија. Или за добро владење. Тој не беше познат по работењето на таа тема, во таа област, туку беше стана познат дека не одел колку време на работа и после тоа нели со Мицкоски го поврзува за хидроцентрали, не знам колку беше точно таа информација. Медиски невидливи беа и министерот за правда. Енергетика. Добро, од 1 до 10 ако би ранкирале, колку би дали на владата?
за овие 2 години? Но вие се лаконски одговори бараш. Ние новинарите Па, да треба да ги започнем прочиташ, треба да ги прочиташ одговорите не со бројки, не сме ние на школа сега 1 1 2. Така Ќе ги броиме министерството, ќе ги Тоа ќе броиме. го прашаш Филипче, ќе го прашаш Мицкоски со такви прашања. Нас не знам ако сакат они нека одговорат. Сакам да кажам дека Добро. има доста министерства, на пример земјоделие. Мене ке него ми изненадува во опозиција беше многу поенергичен, погласен. И сега, знаеш, таа негова ажурност, мобилност, присутност, се присутност тогаш, може и ветуваше дека он ќе биде истиот тој. Што се случи сега кога стана министер? Дали се исплаши, дали... инаку доаѓа оно таа фела, така да би требало да ги знае состојбите. Тоа не му е оправдува. Јасно, генералната оценка која ја? Па генералната оценка дека Запна за оценка. јас не го, кажа. види, јас не го кажав, тоа го кажа. Не мора да биде во форма на бројка, да не ме сади да Не, погрешно. бројка ќе ти кажам. Не го кажав јас тоа, го зборува и други, дури и членови на ВМРО ДПМН кои што не се во оваа централна екипа сега на оваа власт, и левица го кажуваше тоа, дека овие министри не можат, односно не можеле да бидат и во третиот ешелон на Груевски. Според мене, тоа не е баш најсоодветна споредба со Груевски, поготово од новинарски аспект, од новинарски агол, милион причини има Груевски да биде лош како Добро. премиер. Чи тоа е тоа, инаку се надевам дека тој медиумски аспект или не знам зошто што имаат страф од летење, страф од медиуми, зошто не се појавува некои луѓе, воопшто не се појавува. Ја не верувам дека е тоа стратегија, да се услушал, демек таква е стратегијата, ние кои имаме крупни работи само, но има луѓе Сега да кои кажам што дека најголем проблем ви е транспарентноста на определени тоа не функции. важи тоа не важи на пример и треба така да продолжи. Се надевам дека нема после 2 години да се затвори во себе како што тоа му се случи еден период и да ги бира медиуми дека ја доди на Груевски, дека нема да му се случи на Мицкоски. Он е присутен по медиуми, ода на многу места, без разлика што зборува како зборува, дека нема да ги бира медиумите кај што ќе биде во пријатна средина. Истото важи и за Николовски, на пример, транспорт и врски, он е присутен. Меѓутоа, реков, поголем дел од министрите се невидливи. А невидливоста не е добра работа. Добро, мог да не се до прашање за тебе. Мислам во околу округол одговор нису дугунди од политичарите. Просто се воодушеви. Повтори го прашањето ме, да. Добро, дали имаме нова влада, сите очекувавме реформи, борба против корупција, една друга држава да излезе на прав пат, дали во средината на мандатот после 2 години според вас Македонија е подобро место за живење? Мене ми е. Добро, во кој Моето аспект? чувство, па не знам, од надворешно политички до безбедносен и така натака. Се јас генерално не сакам да се расфрлам со оцени, на пример, не знам, за земјоделие, бидејќи немам допринатошка со тој ресор. И Добро, зборуваше за енергетичност. само како пример. Да. Само како пример. Не, добро, зборуваше Столе и за транспарентност и така натака. Оние кои што се засегнати знаат, нели, и тие ќе реагираат кога треба, ако треба и така натака. Но генерално, јас не го гледам, Столе започна со констатација чим има реконструкција, знаеме што е тоа, од прилика се парафразирам. За мене од друга страна е супер прилика да се рекалибрираат некои позиции, односите меѓу владата или силите на терен, фудбалски да се изразиме, патен фала им на сите што не гледаат нас, а не се спремаат за да гледаат 16 финале на светско првенство. Едноставно, добра прилика, не знам, утре ќе ги знаеме кадровите решенија, наводно поделбата на ресорите е завршена, утре ќе ги знаеме кадровите решенија, кои што се надевам дека ќе го истераат до крај оваа втора половина од мандатот до изборите во 2000, кои што треба да бидат, нели, официјално во 2028 година, бидејќи сметам дека ако има од некои причини, не знам кои на пролет, избори ќе имаат премалку време овие нови министри да се покажат на терен, нели, со сето она што го знаат и го умеат. Знаеме на времето, нели, кога имаше првата техничка влада, мислам беше, кога влезе Фросина Ременски во труд и социјала, Патен Фадмир Лимани се вика министерот. Знам како се и требаше месец дена да ги најде далинските од климите во министерството. Сакам да кажам, а во однос на појавноста на Цветан Трипуновски, министерот за
земјоделие кој што не знам, денес го видов подпишуваше некој договор со машна се вика тоа, со протеза некоја на врато, знам човекот имаше некој оперативен За порано зборувам са, не за овој период. Само како пример зборувам. Се и од тоа не решил да прави пиар, смисол, видете, јас имав операција, па сега тука подпишувам ова. Генерално да, вистина е полесно е да си опозиција него власт, кога си опозиција може да се критикуваш, кога си власт имаш одговорности, така и тие одговорности. Генерално би значило дека ако тој си ја врши работата, оние на кои што тој треба да им ја врши работата, ќе знаат тоа да го ценат и на крај на премиерот е задачата да ги мери сите нешта од прво до последно и понатаму да носи одлуки. Ништо страшно не е, никој не е венчан за фотелја или е вечен или треба да е вечен. Тоа е генерално проблем. Богдан ти ми дозволиш. Како не проблем? Тука е еден друг проблем, сакам да го кажам. Во како беше тоа, гори покрај сувото гори и суровото. Например, Алиу, според мене, поинаку работи. Поинаков печето го сте, он е од надвор, не е од здравствената фела министер. И кој да биде нов министер, треба да ги следи тие чекори околу дигитализацијата, околу анализите. Статистика обична немаше во здравството, на диагнози, на број на лекари немаше, он тоа го направи. И сад, поради таа коалициона некоја договорка и пазарање, сега страда и човек кој што сега може all round ќе биде, може ќе остават министер за спорт. Да. Значи, не треба да страдаат некои поради тие коалициони, треба малку повеќе да се фокусира на тоа кој што сработил, каква перцепција за него има, каков печаток има јавноста. Еве, на пример, Азир Алиу би го издвоил со тој поинаков гард и таа поголема солидарност со пациентите и со граѓаните што имаше како човек кој што доаѓа од информатичката фела и обидот да ги дигитализира, да воведе некој поинаков принцип на работа во здравството. Се надевам дека новиот министер се зборува дека Стојановски ќе биде директор на... Да, така се зборува во како се вика 8 септември во градската болница, дека тој нема рез да направи и да ги отврли сите работи што според мене добро ги работел Алиу и значи треба да се внимава и на тоа заради некои коалициони договори. Се испаѓа дека спорт Борко не работел лошо, ама е сменет заради коалициониот договор. Морало, имаше такви примери милиони порано. Некој добро работи, ама сега се договараме, ки ми го даеш. На тоа може да се вади и Филков на крај краишта. Добро. Столе, спортски жаргон, само 5 секунди, Александар. Играме надпревар и во 75-та минута тренерот решава дека е уморен, еве, не Меси, не знам било кој Хулијан Алварес и ќе оставиме Жулијано Симеоне, затоа што 15 минути посвеш може да даде некој гол. Не е ништо страшно, не е а не крај на светот, не ти личи како подготовка за предвремени избори? Не, зошто подготовка за предвремени избори? Пленки има 6 министерства, така? Добро. Порано која беше главната забелешка? Порано има 5, добро. И се дуизираше, дуи доминира, дуи имаше 9 министерства. Сега ВМРО ли се бленизираше? Не, него зошто толку сега? А зошто да не? И па јас викам, порано не викаше зошто да не. Порано викаше дуи, хој се порано не викаше зошто да не. Ја викам зошто сум викал зошто не. Затоа што биле порано викаше апартхейд. Затоа што биле субмисивни, ама тоа се гледа во политиките, во споредувањето, не во бројот на министерства, од колку не знам имаме 20, 19 да се албанци. Ако си ја вршат работата на совршен начин и како јас гледам на тоа дека тоа сосем јас не ги давам луѓето на според мене добро работел. Зошто се менува? Да бе, политичка одлука Столица, зошто се менува? Добро, политичка одлука. Богдан, меѓу другите работи, издвојувајќи зашто можеби подобро живее сега во овие 2 години, ја споменам надворешната политика, токму надворешната политика е најактуелна, да речам, периодов. Власт и опозицијата размислуваат и гледаат, имаат перцепција на тоа сосема различна. Дали вие се согласувате со неговиот став? Прво да кажам, нека за мене е малку околу реконструкција. Ние добро, ние лошо. И не знам зошто ние некој што ми претеруваме дека тоа е прва вест и главна вест. Реконструкција ние лоша, ние добра. Секој премиер има право да направи реконструкција заради веројатно за промена на динамиката на работите кои што како партија ги оветиле. Некој министер послабо работел, сега му се чини дека некој друг тој ќе го заврши подобро, бидејќи се говори дека до година, на почетокот на годината, може да има предвремени избори, што значи дека ветувањата и временскиот простор за извршување на
важни задачи се стеснува до крајот на годината, тоа се 6 месеци. Значи нема останува многу простор да нешто видливо се оствари по политиките, меѓу кои надворешната политика. Ја не го разбрав Богдан само што му е подобро од надворешната политика. Може да ти е подобро или полошо од економијата, како плата каква взимаш, економски како се чувствуваш, а од надворешната политика од која не сме мрднале, не знам, може би имаш став, ама не можам да осетам ја што е подобро. Прашањето беше, извини Александр, околу надворешната политика, зашто се расправа? Па една политика заврши, таа на СДСМ е минато. Очигледно оваа влада смета дека тоа не е правиот пат кон европска интеграција. Има нова стратегија. Јас лично не можам да ја видам, ја разбирам кои се дилемите, но за овие 2 години не гледам повидок дека оваа друга стратегија, за разлика од онаа што не чинеше, е подобра или полоша. Значи, не можам да кажам ништо, бидејќи не ја гледам, не ја осознавам. Иако упорно на сите интервјуа се обидуваме да дознаеме кој е патот на владата за да бидеме членка неу, она што сега го стуштаме е дека новата стратегија е маратонска. Значи, првичните ветувања на Мицковски, додека беше опозиција, дека Македонија ќе стави на брза лента, токму таа формулација користеше, веќе не постои. Наместо брза лента, сега рече имаме маратон. Стабилизација. Маратон. Дали тоа ќе биде добро или лошо, не знаеме. Дали тоа за него ќе биде добро или лошо, не знаеме и не знаеме како тоа граѓаните тој маратон ќе го доживеат, колку имаат кондиција за маратонско движење кон него. Како тој простор владата на Мицковски ќе го исполни за граѓаните да бидат задоволни не само од надворешната политика, туку и внатрешно политички, меѓуетнички, економски, ценовно, инфлација и така натаму, тоа е голем ризик кој што веројатно Мицковски го презема. Значи он мора да има нешто со што нас, граѓаните, бидејќи јас не морам да сум новинар, за да имам став како граѓанин, да не избегнувам како Столе или како Богдан, дали си задоволен или не мора да си новинар или политичар, осекаш, имаш плата или немаш плата, имаш пензија или немаш пензија, имаш ѓубре пред врата или немаш ѓубре пред врата, имаш чисти автобуси или немаш, те загадуваат или не те загадуваат, има автопат или нема автопат, има пари за или нема. Значи тоа, како да ви кажам, тоа надворешната политика е, ама ние сме сега достоинствени и тоа веројатно го задоволува. Предпоставувам, извини Богдан, не сега горд македонец, да. Нема бугарски пасош, ќе издржи до крај и пензионерите ќе издржат сигурно, бидејќи тие нема кај да одат. 300.000 граѓани се циментирани за маратон, се спремни до бутал. Толку име маратонот. Ама други веше ќе прават, не знае. Може 10 секунди само некам савет, извини, ама бидејќи повеќе од 1 час ја трае емисијата, ќе имаме доволно време така слободно. Не, ме прозва Љубиша пар пати како пример, јас само ја спомнав пример на надворешната политика, која што мене ми е особено значајна позиција во целото мое политичко делување на било кој начин. Значи, 20 на години веќе јас се занимавам со тие теми и ми значат и тоа не значи дека јас немам мислење за стандардот и така натака. Мојата лично платежна економска моќ е иста како пред 7-8 години. Но Ако тоа те прави среќен, добро. Абе сега не ме прави да врзам главата. Јас знам каде живеам, бидејќи нели да ние сме новинари, но мора работите да ги анализираме и во одреден контекст. Тој контекст значи дека кога има светски движења од кои што зависи и нашиот живот. Но секогаш имало светски движења. Време на СДС, Порано имаше корона, имаше војната револуција. Но тогаш не важеа тие аргументи. Зашто не важеа бе Столи? Како не важеа тие аргументи? Па не знам зашто не Па важеа. не се важеа. Различни погледи од опозиција и од власт. Не се слагам. Добро, и во 2009 имало финансиска криза, па сега како важеа тие погледи тогаш? Како Македонија преброди и така натака. Не, како се разликата е што два пати беше трета, а измеѓу Што сега не, ама јас треба еднашка не беше. Не, ама што треба? Кога јас, пошто мене ми се обрекате. Кога јас сум го критикувал Димитар Ковачевски или Заев за висината на платите. Јас сум го критикувал за предавството со Бугарија. Тоа ме интересира, окей. И сега, имало ковид криза и така натака, тоа не го спречи ковид кризата, ако веќе ги извртуваме нештата, да потпишат субмисивни договори со нашиот источен сосед.
Тоа е фронтот кој што мене политички ме занима. Извинете што немам тотални информации за висината на социјалните примања во Македонија, дали се повисоки или Добро, пониски. се согласувам, Би сакал сите луѓе да земаат по милион евра месечна Богдан, плата. се окей. согласувам со тебе, еве, тоа те боли наместо платата. Па тоа, ама не е наместо столе. Не, окей. Не е наместо, не е така, не е така, не е наместо. Ама нели Не те е боли, наместо. нели те боли што во овие 2 години не се промени тоа? Што не се А оваа влада требаше да врати нешто, да направи рез, да поништи Ама нешто. како тоа го замислуваме ние Така како процес? лесно, како што го ветуваа Како пред тоа. лесно? Ајде, премногу си искусен и премногу те почитувам за да ти кажам, кажи ми кога некој рекол дека преку ноќ нешто ќе смени. Внимавај. Сега во тиват сигналите кои што ги добиваме после тоа, односно нели следите сите муабети и позади сцената дека најнакрај во овие 2 години макоторпно објаснување на нашата позиција пред влијателните членки на Европската Унија некако вродува со плод. И барем да разберат кој е нашиот проблем. Односно, што претходно Љубиш, а не и претходно не се ни трудел некој да им објасни на луѓето. Не се ни трудел да им објасни. Добро, сега ти може да поиш не е добро. Според мене не е добро. Имаш ајде да не наврегувам. Не е добро според мене. Искрено ти зборувам Ти сега. тргаш од една позиција што некој ти е сервирал сега. Тоа Кој ми ја што би си сервирал имал сега? отпор дека не дека им Као политика. Ама јас можам 2 сати да ти го анализирам протоколот и европските и заклучоците на Ајде, Советот и преговарачката рамка. ајде. Таа позиција моја не ми е на графче изгледана, Ајде, него ми ќе е анализирам. изанализирана. Сакам да кажам. Ќе анализирам. Конечно, некој се труди да ја држи достоинственоста во нашите позиции, да ја брани, да ја презентира, да ја покажува и тоа некако доаѓа до таму каде што треба да дојде. Дали тоа ќе резултира со успех, не знаеме. Не знаеме, достоинственоста не е универзална категорија како ти ја доживуваш, како он или јас. Ти ја преземаш од врската да имаш достоинство за сите. И Мицковски ја презема. Мислам дека тоа е у старт грешна основа. Значи, нема човек, никој не е Господ, ни Исус Христос ја преземал вината на сите и само тој. Не може ни Ковачевски, ни Мицковски, ни никој еден. Не може ни Мицковски да ја преземе вината на Заев, така е. Нити на Ковачевски. Нити па може Браво. одговорноста Нити на Тимчо на граѓаните и Така е. достоинството да го има на сите. Секој човек има свој праг на достоинство. Тоа треба да го разбереш. Ворете, го разбирам. Види. Види, нека не го разбираш. Мислиш? Не Од можам да оценам. 1871 година има запис еден, што ти дадам пари, што се чиниш българин. Значи, овие проблеми не се од вчера измислени. Ние не сме... Сега пари имало и торбеши, имало и бугари. Не е важно, не е важно. Јас сум постар од тебе, знам кои се клерали и во Мирковци, и во Љубанци, и во... Добро, да не ако зборуваме за достоинството, за некој и тогаш и во 1871 година било подостоинствено да, како вика сега Филипче, ќе јадеме корени наместо да направиме некој потек кој што ќе е спротивно на нашите вредности и нашето верување, така. И денес има така и така натака. Ворете, поентата е дека да, извини Сафет. Не, окей, со поента. Што ми е Сафет може ти не правам замена на тези дека едното вреди повеќе од другото или ќе занимаваме се со Бугарија наместо со економијата. Реков за мене. За тебе и тука во споредба со претходната влада, клучна една за тебе. Добро, можам да раскажувам за транспорт и врски, можам да раскажувам за МВР, можам и така, но она што мене лично најмногу ме засегало, денес мирна ми е главата едноставно. Не се мешам, значи личен став. Мирна ми е главата. Ти окей. Па тука сме валиле лични ставови, ја кажуваме. Него прашам неговото чувство како е. Па да, се разбира. Затоа и се повлекувам. Повели. Затоа рекол не е на сите. Да. Не. И ја идам, кога веќе одиме лично Апсолутно. Не мислам дека реконструкцијата е знак дека владата не работела добро. Апсолутно не мислам. Туку е знак дека можело подобро. Менја дел од министрите, каде што резултатите веројатно не се на ниво на очекувањата кои биле. И тоа не е ниту страшно, ниту невообичаено, напротив, секаде, цел свет функционира на тој начин. Затоа постои таа алатка. Ама апсолутно, каква алатка? Значи, сепак ја бев најконкретен. Конкретни имиња. Вие не Окей, добро, како е? лишите цел време. После некој кажи тој чини, тој не чини. Тој работеше добро, тој не Ја работеше. разбрав за тебе кој чини. Кажи ти кој чини. Ја разбрав за тебе Сите кој чинат. чини и знам зошто чинат. И не е проблем. Уживај.
дозволи ми се, ја збор не кажа преска. Добро, извини. Така, те молам да бидеш Управо е малку, сад. бар малку да научиш да се однесуваш со луѓе. Чекај малку. Важи, окей. Реков дека зборам за личен став. Сосема е, за мене е разбирливо. И мислам дека премиерот Мицковски добро и го објасни тоа на прославата на роденденот во Струмица. Некои луѓе или во првите ешелони на власта, или во вторите, или во третите, заборавија зашто дошло. Практично легува во филм на моќ и користење на фотелите и позициите за пубаво живење. А кога доаѓа, нивната задача беше малку поинаква. И кога Столе зборува за транспарентноста, дел од проблемот е, претпоставам и тоа, начинот на кој дел од министрите или замениците комуницираат со јавноста. И тоа е така. Но тоа е можеби помалиот проблем, отколку што се прекина врската меѓу оние со чии гласови дојдоа на тие позиции. Таму е тој проблем посуштински и тој проблем се одразува и на вкупното расположение во партијата. Мицковски како лидер на ВМРО ДПМН мора да го има тоа во предвид. И мислам дека една од причините е токму тоа за реконструкцијата. Трето, не знам како ќе бидат ресорите сега. Мокиноста, да, има Столе право, може би требаше да се размислува за помал број на пратеници. Тоа беше и дел од политичките програми на дел од партиите. Може би треба навистина да се размислува со новиот закон за 90 пратеници. Може. Со помал број на министерства, да. Ама Поше проблемот у замениците. Замениците нема никаква улога, пополнуваат некои, задоволуваат некои партиски и интереси. тоа до некаде би се Министрите согласил, два, но за дел од помалку министерството. Има цели кабинети, Но за- цела инфраструктура од него. Но за дел нема од потреба. министерствата, Тоа јас се согласувам. Јас согласувам. За дел од министерствата мислам дека нема потреба, но луѓе, тоа е политичкиот систем и тоа е милјето во кој живеете. Тоа се политичките односи во кои функционирате вие. Така Што е, бегате да. тоа. Црна Гора е како доаѓа 5 пати, 4 пати помала од Македонија. Има 90, колку има? Да, има 30 на министри. А не, и заменици. пратеници мислам. Пратеници има помалку, но Помалку, 6. сакам да кажам, значи, тоа е исто резултат на односите, на контекстот, на политичкиот распоред на силите во црногорското општество. Затоа таму имаат 30 на министри. И вака е смешно да кажете, но тоа е резултат на тие коалицијски договори и преговори. Секаде е така, луѓе. Да не се лажеме. Она што дали сум задоволен, да не очекува повеќе. Во кој Да бидам искрен. Каде мислите дека се од најконкретно. И позитивниот и негативниот аспект. Мислам дека безбедносната ситуација во државата е подобрена на начин што тоа сите го чувствуваме. Ако може би најбаналниот пример, бројот на сообраќајки во државата и бројот на загинати во тие сообраќајки. Тој подобрува. Борбата против корупцијата, ние знам, сите сме гладни, жедни во таа битка и борба, што повеќе, што се вика, глави да се скинат на оние кои заслужуваат. И глави фигуративно, се разбира тоа, подразбира правен систем. Разбираме, така. Но мислам дека таму ретко имате случај на врховен судија, поранешен член на Советот на јавни обвинители. Имате луѓе кои доскоро беа практично недодирливи, како Фела. Како Фела. Таму има напредок. Дали е доволен? Веројатно не. Но дали има исчекор? И дали треба да се продолжи со тоа? Апсолутно. Второ, економската стабилност. Јас од пред неколку месеци слушам, нема пари за пензии, нема ова, нема она. Ја, колку што знам, пензиите не досли. Може би малку досли исплатата на помошта на лица за социјални позиции. Согласувам. И мислам дека тоа не е окей. Ако некој во државата треба да ги прими средствата дента кога законот тоа го вели, тогаш сте тие лица. Па макар и членовите на владата и премиерот Мицковски да чекаат ден-два после тоа за тие луѓе да примат плата, затоа што нив им е насушна потреба. Од тоа живеат. А тоа се суми кои верували или не се за неверување, да кажем, но тоа е моќта на држава. Може би треба подобрување токму во распоредот. Ние за Министерството за труд и социјална помош порано, не знам, сега беше ни цели од нас, таму треба една темелна реконструкција на она што се вика кој е тој што прима се социјална помош.
Дали би може би во тие на тие списоци се наоѓаат луѓе кои воопшто немаат потреба да примаат социјална помош. Уфрлени на список, може би дури не се во државата, како што тоа беше случај во Министерството на Стоилковиќ Ахмет. Тоа е точно кој што го кажува денеска во објавите. 1500 луѓе примере плата од тоа министерство. Добро, тоа го изјави кога дојде на функцијата, го знаеме. Ако е точно. Јас не можам сега да тврдам. А имаше списоци сега, Така е. Па треба да остане тоа. Ама сакам да кажам, таму тие реформи треба да се направат. Мора да се прочисти, за тие на кои многу повеќе им треба тие средства за да добијат повеќе, за да може државата да одели повеќе за нив. Да, има напредок по земјоделството, вика Столе, да, на некој административен начин, ама никој не го решава проблемот со договор на дело. Во клиниките 6 месеци немаат примено плата. Каков е тој министер кој дозволува 6 месеци некој да прима, да работи и да не прима плата? Тоа е добар министер за тебе. Не, ти знам ја да зашто зборуваш. Ти за концепт, ја ти кажувам лично и персонално. Тоа е добар, не, тоа не е добар министер. Тоа е фондот. Може би за нема здравство врска тука фондот. Лекарски треба. Министерот треба да излезе да каже овие луѓе работат и мора да имаат плата. Требаат законски промени. Направете ги. Ќе ги направиме. Сафет, ќе стигнеш до Министерката за финансии, затоа што секое вработување зависи од Министерката за финансии. Не, Министерката за финансии не е патата од Марс. Таа и разбира и мора да разбере. Може да стигне и до директорот на клиниката кој Така е, зошто тоа така? Милион работи имаш ти. Се живи луѓе, се прават грешки. Не е тоа спорно. Сакам да кажам дека таму гледам напор. И на крај, да застанам ваму. Јас навистина го почитувам она што владата на Мицковски го направи во овие 2 години на дворешен план. Апсолутно го почитувам. Прв пат, за мене лично, еве да не помисли овај, прв пат и покрај, ајде да не кажам тежок збор, но мислам, глупиот начин на кој опозицијата се обидува да ја саботира политиката која очигледно дава резултати, може би не со брзина со која сите очекувавме, но вие требате да ја размрдате бюрократијата во Брисел. Системот, европскиот систем кој е сведен на гола бюрократија, каде што промените се ужасно тешки. И каде што клучните држави се исклучено насочени кон остварување на сопствените интереси, заборавајќи ги помалите земји. Инакву, да е поинакву, одмах ќе му кажам, да е поинакву, Украина никогаш не може да добие кандидатски статус и да почне да преговара со Европската унија пред Македонија. Љубиша, целото ваше излагање со блага насмевка го проследи, претпоставам дека има што да каже. Јас со Љубиша имам една врста почит која трае повеќе од 2 Не сомневам дека не се почитува. Не, ама да довршам. Но практично тие 2 децении, па не верувам дека 2 сме се сложувале околу политиките во државата. Да знаат гледачите зашто е тоа така. Некоја сме се сложувале А за тоа велам, од тие 2 децении 2 може би сме се согласували. Сега стручно го омекна, само да знаете. Нема проблем. Другари сме се ние. Во времето на Глигоров и на Милан Панчевски, Јосип Брос Тито. Во времето на Никола Гроевски Столе да се Циничен Столе. 2 години бевме на иста линија во времето на ти Никола младо момче Гроевски. за да ме раѓа. Не си ми толку млад. Да, Повелете, Љубиша. Значи, да се смеам млако за не грак на усмејање. Да. Значи, да биде задоволен од напредокот во ништо. Значи, тоа е Не, феномен. тоа е, види, извини, Значи, тоа е за момент, феномен. ќе ти кажам само една поговорка и ќе завршиме тука. Никој не е толку слеп како оној што не сака да види. И тука завршува разговор. Да. Јас ако велам дека јас гледам, он не мора да гледа. Што е тоа Може што не ставим огледа научари господинот розеви, Љубиша? Што е тоа конкретно што не огледа господинот Љубиша? ништо не гледа. Ќе ти кажам дека ништо не гледа. Ако не сакаш да видиш, ништо не гледаш. Добро. Да Види. Може. браниш политика каде што главната опозицијска партија, која впрочем е виновна за она што сега ни се случува, највиновна за надворешно политичкиот план, и да браниш позиција која вели мораме да попуштиме и да ги уфрлиме бугарите на уставот. За ништо. Колку да пробаме, ајде да видиме што ќе се случи. Таква политика не води сериозна држава. Јас не ја спомнав.
Полно ја знам на која мислиш, пошто те знам доста добро. Океј, извини, можеби не е Пред Вања, Важно, тоа што не збориме, ќе скочиме и ќе ми кажеш точно. Па Вања не сум но нечии политички позиции и ставови знам. Еве, кажи ги моите ставови. Не, ти ќе си кажеш, јас моите ги кажам. Па не лажам тогаш, ево ти ги знаеш не подобро, лажам, не кажи. реков дека лажеш. Ти сега тоа што ќе Само кажам. реков дека имаш поинакви. Нема, Кико чека лажам, бидејќи Не реков дека лажеш, тама на работа. Тебе па никогаш во живот не сум ти кажал дека лажеш. Тоа не. јас не кажувам дали била добра или лоша политиката на СДСМ и нема да ме навлече ни Богдан ни он за СДСМ на борба. СДСМ е таква како што е, таа завршила. Ќе го заврши исто како кога ВМРО падна, кога викаше ама се оставите ние паднавме. До кога СДСМ ќе не споменува. Таа политика е завршена. Оваа влада дојде со нова стратегија. И има право да има стратегија. Не велам дека нема, одбрала поинаква стратегија. Дали некого радува или не радува, е прашање на лично уверување. Јас немам емоции. Јас само очекувам резултати. Ако резултатите тоа што тиште да ги убедат европјаните ги убедиле, ја мислам дека тоа е скок во место. Имаше скок во место. Резултати нешто нема. Лед во место. Лед во место. Ја не можам да видам стратегијата како они ќе ги убедат европјаните, оти они се мутави, не знаеле до сега што правеле, немало влада македонска што дела нонстоп во Брисел и викала не се кирете, ние ќе решиме со бугарите. Не е точно. Проблемот со бугарите уште времето на Љупче Ѓорѓиевски го решаваше. Па го решаваше еден друг премиер. Па еден трет, ова е сега четврта фаза. Ние останавме со решавањето на бугарскиот спор. Некој убедувал појако, некој убедувал помалку. Некој се нашол да решава. Кој ќе дојде тој сегашниот да реши, да одлучи нешто што може да биде на негова штета, ама во мој интерес, тогаш ќе го судам. Извини, да завршам. Апсолутно. Значи јас не дека не гледам, они не може да видат пред ова што било. Они веруваат сега, овие ми кажат, ние ги убедивме. Они не отишли во Брисел, ни Богдан, ни Сафет, ни ја. Дека се убедени, без свака час, не сме знаели ние дека бугари би биле вакви. Од сега што? Еве, дека ги убедиле и што ќе направат? Ќе искочат на кафе. Орбан си отиде. Значи, дајте ние као граѓани и за транспарентност, ова влада, нека каже, освен маратон, за време на маратонот, како ќе живееме и у маратонот, како ќе се однесуваат, уште колку години ќе ги убедуваат европјаните. Бидејќи очигледно нема само европјаните да ги убедуваат, туку се зафатија да ги убедат и бугарите. Минатите влади и оваа на сегашниот. На кој начин ги убедуваат бугарите? Не знам. Значи, не знам, со кавги, со убедување, со уценување, со помирување, со преговори. Само се извинувам. Како ќе ги убедат? Ако не може оние на Петков да го убедат, овој па ич. Дали вас вака како аналитик, како новинар што ги следите процесот, дали повеќе изгледа дека ние пробуваме или владата пробува да ги убедува бугарите или тие нас се убедува да ни кажат дека сме бугари се пенетрирани во Македонија со сета можна агентура, портали, сајтови и се занимаваат со македонска политика. Кои се поактивни да ги убедуваат другите?